ова ми беше прашањето околу Словенија и Австрија денеска што го посочија во Скопје дека тие се нели да заживео на одлучување со квалификуваното мнозинство, меѓутоа видовме на самитот Орбан беше тој кој што блокираше таа иницијатива, некој тоа го толкува дека и врти грб сега на Македонија, ветото останува и понатаму, или сте оптимист дека нешто може во оваа насока, бидејќи само 16 држави од 26 поддржуваат, еве го слушнавме Милановиќ денеска од Драч кажа дека исто и Хрватска е против укинување на консензусот, ги слушнавме и Желјасков и Мицотакис дека и тие се против. Која е реално можноста ние нешто да направиме па сега и по нова година? Мала е шансата да се смени начинот на одлучување во ЕХО. За да се смени начинот на одлучување од консензус во квалификувано мнозинство, за тоа е потребен консензус, кој многу тешко дека ќе се постигне. Најмалку Унгарија, Хрватска, Бугарија, Грција, Ке треба четворица на кафе најмалку да однесете така е, да отидат на кафе. Така што мислам дека таа можност е минимална. Не верувам во тоа. Дали ние можеме да направиме некаков пробив? Мислам дека ако го искристализираме нашето барање, бидејќи ние сега имаме повеќе барања кои не се до крај јасни. Македонец во Комитетот за малцински права, почитување судот во Страсбург, отварање клубови, паритет во... Тоа за пресудите од Страсбург мислам дека се подразбира, бидејќи Бугарија треба да ги спочитува тие пресуди, потписник е и на таа конвенција. Но тоа не е наша работа, тоа е работа на судот во Страсбург. Дали ќе ја натера Бугарија да ги почитува нејзините пресуди. За нас како држава не интересира едно нешто и само тоа. А тоа е, дали ова ќе бидат последни билатерални барања? Дали ние понатака во процесот на преговори нема да имаме нови билатерални барања, вакви, непринципилни од страна на Бугарија? Па ако ја смениме преговарачката рамка, веројатно да, ако не останува. Не можеме да ја смениме преговарачката рамка. За тоа зборувам протоколот, вториот протокол, нели? Тој е најпроблематичен барем во делот на тие билатерални прашања. Вториот протокол ние веќе сме го прифатиле. Па тоа е велам. Не е истото. Прашањето да не се појават нови барања вон вториот протокол, понатака во текот на преговорите. Кој, например? Не знам. Па ја мислам дека сите барања веќе се опфатени, уставните измени. Тоа треба да ви го гарантира Бугарија, а не ние да мислиме така. Значи, потребно е Бугарија да каже, тоа е проблемот што нови... цело време ние мислиме или некој не убедува ние да мислиме, а после излегува нешто ново. Мислам, во таа смисла, надежта дека Бугарија нема да ни постави нови билатерални барања, надежта не е стратегија. Ние треба да имаме некаква потврда од Бугарија дека се што е билатерално барање вон Копенхашките критериуми е веќе ставено во преговарачката рамка. Па да знаеме, ова е кнедла која треба да ја дека ќе даде било какви сите нивни изјави се дека имале декларација донесена во собранието, дека има преговарачка рамка, дека има договор, дека има потпишано протокол. Тие велат дека тие услови треба да се исполнат. Тука буквално е се опфатено. Па ние потпишавме договор за добрососедство кој што требаше да ни гарантира дека нема Бугарија да не попречува на патот на ЕУ. Во 2017 го потпишавме. Мислам дека јасен е нивниот став. Велат дека сето тоа треба да се исполни. Јас не знам. Други барања тука се буквално сите барања. Не е јасен. Значи ние имавме потпишано договор за добрососедство 2017 година, уште пред преспанскиот договор. Тоа требаше да ни гарантира дека Бугарија нема да не кочи доколку се најде решение со Грција. Па нема такво нешто во договорот. Што се случи после? Бугарија не во договорот има такава одредба. За НАТО, но не за ЕУ. Така, дека ќе не. За евроатлантските интеграции. Да. Има обврска специфична за Бугарија дека нема да ја попречува Македонија на патот кон евроатлантските интеграции. И она не попречува. И го прекрши договорот. Можевме ние сега да го прескинеме? Договорот за добрососедство? Да, бидејќи еве можеме. Секој договор што сте го потпишале со Со првото вето, тоа велам. Со првото вето прекршен е договорот. Прашањето е дали ние имаме шанси да направиме исчекор во евроатлантските интеграции во периодот после локалните избори, претпоставам, затоа што прашањето се врза со декларацијата за евроатлантски и со оваа можност за одлучување без консензус. Мислам дека не може да се одлучува без консензус. Мислам дека имаме шанси да направиме напредок како го кристализираме нашето барање на едно конкретно барање кое нас најмногу не одговара, а тоа е ова да биде последната кнедла. Јас лично мислам дека можеме да ги внесеме бугарите во уставот, дека е тоа мала цена и дека треба понатака да се бориме, дека не треба толку да ја правиме висока цената на уставните измени, но тоа е стратегија на оваа влада, тие ја водат играта. Во основа за владата во Македонија да се согласи да ги стави уставните измени на дневен ред,
Таа вели дека и се потребни гаранции. И од таа смисла, не Треба знам ли дали Бугарија ќе ги треба ли да даде ги или не. праша и граѓаните? Бидејќи еве имавме минатиот пат со името, имавме референдум, дали евентуално би требало да се прашаат и граѓаните? Имавме и ние имавме референдум со името кој што не беше успешен, па пак се смени уставот. Не. Во овој случај никогаш не беше проблем да се прифатат бугарите во уставот. Никогаш не било тоа проблем. Нити го поставува тоа некој како проблем. Бугари, хрвати, црногорци, не знам кој бе, евреи, Египет и така натаму. Не е проблем, зашто? Така може да се збогати само уставот на една држава. Доколку се офатат, нели, повеќе моци. Она што е проблем е дека дури да го направи Македонија, повторно да го отвора поради надворешни притисоци својот устав и да го менува, никој не може да не гарантира дека наредниот ден Бугарија нема да текне нешто друго. Тоа е она што нас всушност ни треба. Некаква гаранција, некаков тип на гаранција. Сега да не биде гаранција, затоа велам гаранција може би звучи пресилно, бидејќи навистина во преговорите никој не може да ви даде таква гаранција, но знак на добра волја. Меѓутоа, еве, Арсовски вели тешко дека ќе се смени системот на одлучување. Вие велите дека никој не може да ни даде гаранции. Ја не говорам за промена на системот на одлучување. Ја не верувам дека во следниве X години ќе може да се смени. И тоа не беше заради... Дали тоа на некој начин го прави невозможен нашиот пат кон него? Тоа не беше заради Македонија. Тоа е заради Украина и Молдавија, тоа не е заради Македонија, тоа што сакаат да го сменат ова. Да се разбереме. Да не помисле некој ама тоа не е заради Македонија, тоа е заради Украина. И заради еден куп други работи кои што ја прават ЕУ тотално нефункционална заради преголемиот број одлуки кои што морат да се донесат консензуално, односно сите да се согласат на тоа. Извинете, ме прашате друго? Да, беше во јавноста различно протолкуван гестот на Орбан, кој што нели е против исто. Тој дека иако се промовираше во изминатиот период како пријател на Македонија, некој тоа го толкува дека сега Орбан е тој кој што го кочи и напредокот на Македонија. Може ли тоа да се поврзе така? Не го поврзувајте, значи видете се. Не го поврзувам, јас само прашувам оно што е како дилема во јавноста. Не, значи самата идеја околу напуштање на таа едногласност не произлегува заради случајот со Македонија, тоа произлегува уште од Лисабонскиот самит, кога Европа едноставно остана заглавена. Значи Европа од Мастрихт до Лисабон се интегрираше, имаше јасен пат. После Лисабон има тотално нејасен пат и едноставно поради тоа како последица Европа во последните 10-15 години сериозно каска зад САД и Кина. Значи, во интерес на Европа е да се промени таа начин на одлучување. Тоа не е заради Македонија, не е заради не знам некоја специфична држава, него заради функционалноста на самата Европска унија. Сега стана тоа актуелно заради противењето на одредени држави во ЕУ да и се даде брз пат и да се стават на брза пруга Украина и Молдавија, особено во моменти кога во Украина... Значи, сепак вие, Божиновски, не верувате кога доаѓаат од Европска унија сите тука и дека Македонија исто така ќе биде што поскоро во Европската унија, дека тоа е само декларативно? Јас ви кажувам дека Македонија може дека доколку се спромени таа одлука за одлучување со консензус, наместо консензус да биде односно едногласност да биде со квалификувано мнозинство, Македонија може да добие. Но јас само ви кажам дека Македонија не е причината за тоа прашање се поставува како такво. Него ние можеме да имаме полза од тоа, се разбира, затоа што ние 30 години бевме блокирани од една држава, па сега сме од друга држава во континент, но јас и исто како Пеџи, значи сметам дека многу е тешко во следниве X години да се согласат, бидејќи за да се случи тоа треба сите да се согласат. А имате барем 7-8 држави кои што во никој случај не би се согласиле, затоа што видите едногласноста непропорционално ја зголемува моќта на помалите држави членки. И зашто значи, поголемите се плашат од помалите држави? Не, непропорционално ја зголемува моќта на одлучување на помалите. Не се плашат големите од помалите. Па добро, во клубот веројатно сите се еднакви без оглед на големината. Не, сакам да ви кажам дека доколку го нема
тој систем, особено за лепеза од прашање, тогаш дел од помалите држави ќе изгубат својата политичка моќ и својата моќ на преговарање на трибунијата. Да. Зашто би се откажале од тоа? И затоа слушаме, не знам, Хрватска била против, Грција била против, Бугарија била против. Да, се изјаснија веќе, да. Во интерес на времето, добро, што би рекол Урбан во една изјава, не воведуваме евро затоа што Европска унија ќе се распадне, не знам што ќе се случува и како ние ќе се придвижиме на тој пат. За крај, една од темите што се буквално е во фокусот на оваа кампања, пак од овие високи теми што не се локални, тоа е правосудството, дека ќе следуваат темелни реформи, дека ќе има одговорност, тоа се најавите од власта, па дека ќе се проверуваат и одредени предмети, ќе има проветрување на некој начин, тоа може да се толкува во јавноста. Арсовски, што очекувате на тој план? Еве видовме еден судија разреши, судскиот совет го разреши судијата Беџити кој што беше на црната листа. Минатата недела имавме кривична кон една судијка од судскиот совет заради злоупотреба на положбата и така натаму. Очекувате ли некакви поместувања? Дали ова ќе биде во правец според вас да се зголеми ефикасноста на судството или како што вели опозицијата, односно СДСМ, нека власта сака да стави капа врз правосудството? Повеќе теми. Едната е било која иницијатива што ќе ја подобри довербата на граѓаните во судството и во целиот правосуден систем е добре дојдена. Таа во моментот не може да помине без посериозни потреси и без посериозна чистка, еве да речам. Значи очекувате дека ќе има некој начин, еден вид на чистка или реизбор на суди или како да го реков тоа, не може да помине посериозна реформа без некаква посериозна чистка, но таа е тешко да се направи од неколку причини. Прво, правосудниот систем е релативно заштитен во законска смисла да може самостојно да функционира. Но диспропорционална е моќта на извршната власт во македонскиот систем. Таа кога би притиснала, би можела да направи сериозен притисок врз правосудството за некакво проветрување. Проверка на имотот на судиите, систем на ветинг, внатрешни истраги и така натаму. Проблемот е што правиме со местата кои ќе се испразнат. Ако промените во судството ги прави една партија и само една партија, секогаш притисокот ќе биде голем да ја пополнат празните места, да ги пополнат со членови кои им се нив. Да го партизираат, како што вели опозицијата. И тоа е еден од сериозните предизвици. Заради тоа, за да има вистинска реформа во судството, мора да има надпартиски консензус или барем некаков инклузивен политички диалог. Бидејќи прво тоа и не е процес кој може да се заврши за еден мандат. Бидејќи вие ќе ги испразните судиите сега, треба да почнете во академијата за судии и обвинителни да тренирате нови, па тие треба да се заменат и така. Така што мислам дека ни е потребна една национална стратегија за тоа, особено бидејќи голем дел од граѓаните својата судбина и квалитетот на животот ја врзуваат токму за тоа, за правната сигурност. Да, но би било но очекувањата на граѓаните се дека конечно треба да се средат состојбите и да заживее правдата, бидејќи ние за реформи во судство зборуваме малтене 3 децени, очекувате дека ќе се и за тоа како ние корумпиран системот, едненска корупција. Дека треба да го ресетираме и постојано за тоа зборуваме. За крај, кратко е времето, Божиновски, вие што очекувате? За прв пат минатава година или пред таа, за прв пат проблемот со корупција и криминал го надмина како приоритет проблемот оној во изминатите три декади, нели, економија, невработеност, економски раст и така натаму, што покажува всушност колку е приоритетен и значаен тој за граѓаните и еден од столбовите врз база на кој што граѓаните на следните избори ќе одлучуваат за која партија ќе гласаат. Односно, во случајов многу се очекува од новата влада да ги започне тие реформи кои што се неопходни, а со цел да се направат некакви измени кои што ќе намалат и корупцијата, и криминалот, и каде што едноставно граѓаните кога ќе отидат на суд, знаат дека може да очекуваат фер и правишно судење. Реформата во судството беше пресвртната точка за многу држави да започнат еден многу силен, позитивен, пред се економски, но и генерално општествен раст. И мислам дека и за Македонија тоа е точката која што ќе ни овозможи
многу побрзо да напредуваме и на некој начин да се обидеме да ги постигнеме оние европски стандарди на живење. Тоа беше случајот, например, со Романија, тоа беше случајот со Хрватска и така натаму. Така да, тоа е она што го очекуваат граѓаните. Ќе немаме време, ќе морате да завршите мислата. Но, за да се случи тоа, ја мислам дека пред се ни е потребен еден поширок политички консензус и тоа е она кое што владата и владеачките партии треба да го направат. Значи, јас сум да се седне заедно и со опозицијските партии, да се направи еден консензус како ќе се движи, во кој правец таа реформа и потоа да се трне со Како да е, тоа би било сепак тежок процес, но добро е да има консензус. Ви благодарам. Битно е да започне. Јасно. Ви благодарам. Секако за овие теми ќе зборуваме буднина. Петар Арсовски, Владимир Божиновски, почитувани вечер во Само вистина. Останете со Канал 5.